Снеже, добро вечер. Можам да кажам дека вечерва мене си ми повеќе како вистинска бјути инспирација. Прекрасно изгледаш, отколку како водителка. Како се чувствуваш ти вечерва? Ти благодарам, секогаш е пријатно да се слушнат вакви комплименти, а и самиот настан, значи Beauty Expo, повикува да изгледаме сите убави и мојот тим се потруди на вистина, нели, и стилски, и со шминка, и со фризура, да бидеме достојни за настанот и верувам дека успеав. Дали можеш да ни признаеш дали е потешко да водиш емисија или еден ваков настан? Потешки се ваквите настани, затоа што тоа е настан во живо и е непознат терен. Во емисија е познат терен како да ми дошле гости дома и секогаш е полесно, нели? Кога дома ќе ти дојде некој, можеш да се однесуваш како што сакаш затоа што си дома, а овде на сцената јас сум гостин, а и оние кои што доаѓаат се гости, така да дефинитивно вакви настани се малку со поголема одговорност. Што мислиш, дали водителките имаат поголем притисок да изгледаат секогаш вака прекрасно отколку обичните жени? Зависи од водителка до водителка и од тоа што е нејзин приоритет. Треба да изгледаме пристојно за публиката на која што и се обраќаме, но не значи дека секогаш треба да бидеме средени и важно е каква енергија ни зрачи душата. Мене знаат да ме препознаат и сосема без шминка, па да ми речат Снежа колку си поубава сега отколку на телевизија. И на точак. И на точак, да, што значи дека тоа е комплимент и луѓето ја препознаваат енергијата, а многу поретко искрено добивам комплименти од типот колку убаво си на шминка или така, ја препознаваат енергијата без разлика дали сум со шминка или не. Што тебе најмногу те привлекува на вакви настани, што најмногу те привлекува кај една жена? Мислам што најпрво забележуваш, што не... Јас кај жената ја забележувам насмевката и многу одамна имам научено дека ако жена или маж без разлика кога ќе се насмее огрди, бегај од тој човек и верувајте дека постојат такви луѓе со лоша насмевка. Така да тоа некако ми е приоритет кога го погледнувам, начинот на кој што се смее, искреноста во насмевката. А другиот дел од прашањето ти беше што? Што те привлекува на вакви настани? На вакви настани сакам да ги следам трендовите во убавината и сакам да видам како напредуваат технологиите, баш заради тоа што едно време беше многу тренд и многу мода, нели, да се ставаат ботокси, филери, сите, нели, со гради да бидат и ја тогаш бев многу ван модата. Ама сега сваќам дека во суштина се враќа модата назад, па нема веќе полнети усти, нема веќе големи гради, така да веројатно сега доаѓа моето време. Значи, она на природно, така да е дојде на времето. Дали сметаш дека ние жените или општо сите претеруваме со следење трендови некогаш? Индивидуално е, веројатно помладите девојки тоа го прават за да се пронајдат во самата маса, односно да си го најдат своето место, но јас сакам индивидуалност и се гледа и по мене дека не сакам да следам трендови, она што мене ми се допаѓа со тоа си терам и така се чувствувам најубаво, но има девојки кои што тоа го прават и жени, веројатно заради тоа што се уште не си го пронашле стилот, па нели одиме по линијата каде е убавот. Така да тоа. А што ти никогаш не би применила колку и да е тренд тебе, да кажем? Не сум применила, значи до сега големи гради, нема да применам. Касно ми е, извинете, сега да ставам гради на 45 години за толку малку, значи нема, ми прошло времето. Па малку е, што се? Па 45 и на 70 што ќе правам? Значи за 25 години не ми требаат, или? Сега што ќе? И после ќе свиснат, не бива. Значи, гради никогаш не би ставила. Не знам, јас се плашам од игли, генерално. Се уште нити тоа не сум го применила, но не знам што ќе ми се деси. Знаете, доаѓаат после 45, имаш климакс, имаш валови, имаш ова, она, не знам што ќе се исподеси, значи до тогаш. Додека можам, ќе се држам до ова и додека ми е здрав умот. Мислам дека е многу важно жените да бидат здрави во умот и да бидат свесни за тоа кои се, што се, да не се прават нешто што не се, не можеме да се подмладиме. Че ја не можам да изгледам како 25 годишна девојка и не ни треба, и не треба да се однесувам и никако не прифаќам дека од типот 40-тите се новите 20-ти. Ајде ти се молам. Значи тоа никогаш не е така, нити ќе биде. На 20 години сум немала никакви одговорности, сум немала, значи, ниту семејство за себе, сум немала ниту пријатели, сум немала ниту проекти за себе, а на 40 години ги имам и не можам да се однесам као на 20 години. Така да, тоа за мене не вреди. Колку твојот природен изглед, да кажам, ти помогнал или ти одмогнал во кариерата? Помогнал таму каде што треба, одмогнал таму каде што треба, затоа што сум била одбиена заради мојот изглед, нели? Или да ми кажат, нели, па не си доволно па добро што не сум, има некаде кај што треба
да има памет, а не сексипил. Јас секогаш сум се трудила, пак ја речам, да мислам, немам со шо, знаеш, ќе си пуштиш тука вака гради, ќе си направиш и одма иде од тебе зрачи. А јас секогаш викам, и тоа ми узречица веќе станато, значи сите знаат дека ја имам плави очи. Па да имам деколте, никој немаше да знае дека имам плави очи. Тоа е тоа, ме разбираш? Снежа со плавите очи или со дупчињата, значи така сум со години. Со долгата коса. И фала им на тоа, добро и долгата коса, да, но еве, нели, кога треба дека да се еве, да се погледне, да, јас сум од тие кои што да речеме мислат дека силата ми е во косата и еве можеби некакво суеверие, ја кога ја скратам косата се мислам дека паметот ќе ми отиде. Не знам зашто, ама ете така и си држам до долгата коса. Она што ја можам да го кажам за тебе дека толку природно зрачи со самодоверба, па да ми кажеш дали самодовербата се стекнува со текот на времето или едноставно ја имаш или ја немаш. Јас мислам дека човек се раѓа со самодоверба, затоа што ако ги гледате бебињата и малите деца, значи они секогаш мислат дека можат да направат се. Значи за нив не постои ништо невозможно. Малите деца знаат да им се обратат на возрастните и да им кажат ако некој не му се допаѓа, нели ќе му каже не те сакам тебе или не ми се. Значи и тоа е самодоверба. А понатаму, значи целиот систем, ние како родители, целото општество ја руши таа самодоверба и за жал од едни такви малечки совршени суштества кои што сите ние сме биле како мали, стануваме луѓе кои што имаат разнишена самодоверба, не си го знаат патот, не знаеме што сакаме и после тоа стануваат нели штетни за општеството, незадоволни од себе и почнуваат да пишуваат по Facebook коментари затоа што ете име разнишена самодовербата.